Воскресна. 4 години Вардар е меѓу 4 најдобри екипи. За сите нас или за сите влюбеници на ракометот кои не го гледаат спортот со очите кои што го гледате вие, тоа е успех. Го чувствувате ли таа прецепција дека и ова е успех за ракометарките на Вардар? Па секако дека е успех, посебно што тој успех е поврзан последователно 4 години, секогаш сте меѓу 4 најдобри екипи, веќе се рекламирате како бренд, како една екипа која што е носител на врвот на европскиот женски ракомет. Ние сите очекуваме дека после 3 Final Four пласмани на завршницата, екипата на Вардар стекна доволно искуство да направи чекор повеќе, значи пласман во финалето и атак на самата титула. Мислам дека ова екипа во овој момент има квалитети, има и зрелост за такво нешто и не треба... Ама веројатно и во претходните 3 години искуството не недостасуваше, имајќи предвид каков е ростерот на Вардар за да дојде до шампионската титула или барем во финале? Добро, можеби во претходните години имаше некои празнини во екипата кои што требаше да се надополнат. Мислам дека оваа сезона по мене некако тие празнини се надополнија, ростерот на играчите е некако изедначен, така што Вардар не треба да стравува со која ракометарка во кој дел од надпреварот ќе игра во однос на другите екипи. Иако сега во самата завршница веќе се издвојува најдобрите екипи, тука веќе нема можност дали ќе се добие полесен противник или не, некоја калкулација. Паметиме лани како се радува и раководството и играчите на Вардар кога го добија Букурешт за противник во полуфиналето, на крајот испадна дека тоа е непремослива пречка. Па да, не треба скопни па речи. Да, значи прво треба да се одработи надпреварот, да се одигра за победа. На ниеден противник не треба да му се одземе правото за победа, за висок пласман, треба да се респектира секого, не премногу, меѓутоа не треба да се преценува самиот себе, значи да ги преценува собствените вредности. Мислам дека Вардар поучен од такво искуство нема да влезе со таков стил, со таков став на овој Final Four, дека ќе биде многу посериозен и дека конечно ќе одигра на едно вистинско ниво, иако сведоци сме дека во последниве на надпревари игра некако топло-ладно, не е многу стабилен во играта. Играта варира во текот на 6 не е престрог збор. На 6 минути. Мислам дека за такво нешто на овој турнир ќе нема место, затоа што противниците се сериозни и немате поправен надпревар. Противниците се исти како на ланскиот Final Four. Гер, Букурешт и црногорскиот Будучност. Ќе видиме во вторник како ќе биде среќата за сите нив, кој со кого ќе одигра. Јас на вчерашниот надпревар во завршницата реков дека можеби во овој момент најдобро е Вардар да го избегне Будучност, не затоа што сметам дека Будучност е најсилна екипа, меѓутоа Будучност мотивационо влегува многу силно на овој завршен турнир. Беше и он во една играчка криза, меѓутоа се врати многу фуриозно. Посебно што повеќето тие ракометарки ќе го напуштат клубот и сигурно нивна желба е, како што кажа и самиот нивни тренер во изјавата пред надпреварот со Ларвик, дека ќе биде како желба последна да тоа одење го курнисаат со титула, да бидат запаметени со уште една титула. И јас мислам дека еден таков противник е сериозна опасност, иако ни Букурешт, ни Гер не се нималку послаби противници. Така што Вардар во овие 20 дена ќе мора да направи сериозна анализа на она што досега е сработено, како е одиграно, да направи сериозна анализа на своите противници со кои што евентуално ќе се сретне во полуфиналето и да одигра многу поквалитетно него што до сега покажа. Може да одигра, меѓутоа некако не е баш на
таа висина на задачата која што ние сите очекуваме. Вие бевте дел од стручната анализа на синокешниот надпревар Да. против Мидтјеланд. Го гледаме освртот на тој надпревар. Вардар го доби со 2 гола предност над преварот со Мидтјеланд за пласман во Final Four-от и потоа се враќаме во студиото и го продолжуваме разговорот со Глигоров. На завршниот турнир во ракометната лига на шампионките, закажан за првиот викенд од мај во Будимпешта, покрај нашиот первак Вардар, пласман обезбедија и будушност Букурешт и Гер. Вардар во реваншот против Мидтјеланд во Јане Сандански влезе конфузно. Во ведните минути беа доказ дека данките нема да си заминат од Скопје со убедлив пораз. По воведното водство од 3:1 па до крајот на првото полувреме, нашиот првак не успеа да зголеми предност, а на пауза замина со негативо од 1 гол 11-12. Во второто полувреме гостинот од Данска влезе дополнително мотивиран и ова резултираше со зголемување на предноста на 15-12. Но Вардар одговори на најдобар можен начин, со агресивна одбрана и сигурна реализација за пресврт и водство од 25-21. По исклучувањето на Пенезич, Мидтјеланд одново дојде до -1, 25-24, но Лекич постигна гол за конечна победа од 26-24. Човеч и Пенезич со по 6 гола беа наефикасни за Вардарки, Лекич постигна 4. На останатите 3 четвртфинални реванши во Шампионската лига, Букурешт го елиминираше Ференцварош, будушност го мина Ларвик, а Гер беше подобра од двомечот од Мец. Final Four турнирот во Будипешта ќе се игра на 6 и 7 мај. Ждребувањето за полуфиналните двојки е закажано за во вторник од 13 часот, а ќе може да се следи во живо во конференциската сала во Јане Сандански со дел од стручниот и ракометниот тим на Вардар. Потсетуваме, Вардарки 3 години поред го освојуваат третото место во Лигата на шампионките. Елит Стейкхаус, омилено место за љубителите на гастрономските задоволства, каде секој оброк испреплетува живописна низа од чувства. Менито нуди избор за сечи вкус, а врвот на задоволствата се вистинските американски бургери, стекови, ребра, пилешки крилца, ракчиња, во кои крцкавото се меша со сочното, миризливото со вкусното, послужени по теркот на најлуксузните ресторани во светот. Првиот Стейкхаус во Македонија во склоп на хотелот Елит Плаза до универзална сала во Скопје. Елит Стейкхаус. Ве очекуваме! Ние сме назад во разговор со Глигоров. Ракометните аналитичари или дел од нив велат дека струката го загуби над преварот синоќ, алудирајќи на предноста на Мидтјеланд од 15-12 и напад. Од друга страна, индивидуалниот квалитет на Вардар успеа да го добие мечот. Се согласувате со таа констатација? Дека данците беа само бендисани, дека го тераат тој свој ракомет кој често им носи резултат, но не и синоќ. Јас кажав, и тој впечаток кај мене се уште стои дека Мидтјеланд не знаеше да одигра за резултат. Зашто го велам ова? Затоа што играта на Вардар во првото полувреме доста варираше и добрата игра на Енглерт во првото полувреме која даде солидна поддршка на својата одбрана, на Вардар не му даде за право да се одлепи и го доведе во една психоза, еден притисок, нервоза, така што Мидтјеланд успеа да го заврши првото полувреме со еден разлика. Во почетокот на второто, кога доста брзо дојде до позиција до водство од 3 разлики, кога веќе
се почувствува страв дека можеби Вардар ќе биде елиминиран. Несватливи грешки на данските ракометарки го вратија Вардар во живот. Промената на одредени играчи во нападот, пред се поставувањето на Лекиш како централен играч со Лакрабре и со Пенезич во голема мера ја подигна играта во нападот, донесе нов квалитет, создаде поголеми проблеми за одбраната на Митланд и мислам дека тука Вардар ја изнајде победата и пласманот во Final Four. Биде неблагодарно, но доколку бевте во позиција да бидете тренер на Митланд на синокешниот надпревар, сигурно немавте да делувате на тој начин играчки, формацијски, како што тоа го правеа данците. Па, следејќи го и првиот надпревар таму, значи јас кажав дека она што ми иритира кај данските ракометари, кај Митланд, е нивната можеби надменост и недоволната тактичка подготвеност за еден ваков важен надпревар како што беше против Вардар. Вие не можете со еден ист стил на игра како што играте во домашното првенство да одиграте со секој противник. Значи мора играта да ви се менува во зависност од тоа со кого играте. Значи и така ќе градите играта. Они се одлучија за еден таков стил и нормално се надева на помош од Енглер, кое што во првиот надпревар не беше во некое светло издание и затоа се создаде таа висока предност на Вардар, кое што во второто полувреме можеше да се изгуби. Меѓутоа во овој надпревар пред се голманката Енглер влезе многу посконцентрирана, помотивирана за работа, за игра, така што ракометарките што беа пред неј за игра малку поагресивно за разлика од првиот надпревар и надпреварот беше во една неизвестност во текот на сите 60 минути. Мислам дека малку подобрата тактичка подготвеност и не толку брзоплетоста и слабата трпеливост на данските ракометарки во нападот направија за да го загубат овој надпревар, иако има шанса да, реално кажано според мене, без да ја обезвреднувам победата на Вардар. Напротив, во секоја позитивна работа треба да има критика за да се напад. Има шанса, меѓутоа не ја искористија во најважните моменти и на претходниот надпревар кога дојде во ситуација да изедначат и сега кога има 3 разлика, тие одиграа брзоплето, неодговорно, направија непромислени случувања за 2 минути и веќе ритмот на игра го променија, Вардар го вратија во живот, со што нашите ракометарки тоа максимално го искористија и го доведоа надпреварот во една позитивна завршница и обезбедија пласман на Final Four. Тоа што Вардар го имаше како цел и оваа сезона го исполни, влезе меѓу 4 најдобри екипи, но тоа што Вардар како клуб, зборуваме за женскиот ракометен клуб, не успеа да го направи сите овие години, е таа енергија со публиката, таа хемија со навивачите која што не успеа да ја добие. Ги паметиме времињата кога кометал Ѓорче Петров беше на тронот на Европа, кога час и половина пред надпреварите салата беше исполнета, иако се работеше за капацитет од 2000 луѓе, но сега имаме чувство дека и таму имаше 3000. 3000 луѓе не прават доволно атмосфера за да му даде дополнителен поттик на тоа е нешто што сите го забележуваат. Рака на срце и тој кометал Ѓорче Петров беше со странци. Да, и беше со странци, меѓутоа хемијата меѓу екипата и навивачите беше многу поголема и поизразена. И јас мислам дека во тоа време да постоеше Борис Трајковски или Јане Сандарски, мислам дека ќе беше исполнета до последно место на секој надпревар. Овдека случајот со женската екипа на Вардар не е таков. Не знам кои се причините за такво нешто, меѓутоа гледајќи ги сите настапи на женската екипа во последните 4 години од Лигата на шампионите, не сме биле сведоци дека салата била преполна. Така што можеби во наредниот циклус доколку ракометарките успеат да направат квалитетен исчекор, а независно и доколку не успеат не е трагедија и самиот пласман
е успех, Не е меѓутоа трагедија според вас ако не успеат да влезат во не, финал? не е трагедија, значи не треба да го сваќаме како трагедија, меѓутоа проблемот е што самите тие се промовира како едни од фаворитите за освојување на титулата во Лига шампионите. И сега навивачите тоа го очекува. Што е нормално и сега они тоа ќе треба да го одработат Психолошки колку е тешко да се носат играчите со и со да тој го товар? да го условно? покажат. Па не знам, најверојатно тоа го Не само чувствува- тоа, туку и резултатите од минатите Иако 3 години. ракометарките кажуваат дека не чувствуваат притисок, јас сепак мислам дека овие последни надпревари каде што играта варираше, беа значени за понатамошен пласман, мислам дека има некој притисок и затоа последниот период вчерашната радост беше голема, нормално. Пласман во Final Four си е резултат сам по себе за почит. Меѓутоа сега се на уште поголем испит со многу зголемен притисок затоа што навивачите не очекуваат само пласман, а и самите си кажаат дека се едни од фаворитите за освојување на титулата и се тоа ќе мора да повторно кажа, ќе мора да го одработат. Ве изненади тоа што на пресконференцијата по надпреварот се појави и даваше осврт за надпреварот Аце Станковски? А не Ирина Дибиро? Јас си имам мој став и мислење и го кажав уште многу поодамна дека екипа како што е Вардар, која што се наметнува како бренд ракометен, не сме да си дозволи еден таков циркус и несериозност во однос на избор на тренерскиот кадар во текот на оваа сезона и треба да бидат среќни што тоа не се одрази лошо по екипата. Не знам зашто Аце Станковски е избран да се појавува на пресконференција кога и самиот има капацитет и квалитет и да биде и тренер. Значи не е само да се води како главен тренер заради лиценцата, а Кокшаров и Дебирова кои што немаат лиценца колку што јас знам и немаат право да ја водат екипата да бидат во улога на први тренер. Додуше на последните 2 надпревари видовме дека Кокшаров е првиот тренер. Тој е тој што ја гради тактиката, тој е тој што дава напасвија за време на тајм-аутите и тоа мене многу ми иретира од причина што мислам дека ние македонските тренери сме доста деловирани и маловажени и мислам дека тоа треба да престане веќе еднаш, доколку управата на клубот смета дека Аце Станковски има знаење и капацитет да работи со екипата и да носи, треба да го постави за прв тренер и да му се даде шанса тоа знаење да го покаже и да го докаже. Вака Не беше гледано мал бројот на тренерите кои добија шанса во Вардар. да, вака гледано тоа делува малку за мене лично несериозно и неодговорно, иако евентуалниот нивни противник во Final Four ЦСКА Букурест исто имаше некои турбуленции околу тренерскиот кадар и тие сменија доста тренери. Меѓутоа тоа е нивни проблем. Едино што мене мачи до кога ќе трае оваа лакрдија со македонските тренери, до кога ние ќе бидеме во сенка. Треба луѓето да сватат дека резултатот не го прави само тренерот. Резултатот го прават и играчите. Значи тоа е симбиоза една од работа и квалитета индивидуален. Го имате Парис Сен-Жермен со најдобрите играчи од Европа, свет, па нема освоено титула. Сега донесува и квалитетен тренер со еден куп титули од Бундеслигата и пак е прашање дали ќе освојат Лигата на шампиони. Не треба така се гледа. Значи, ако веќе имаме знаење, имаме капацитет, нека ни овозможат тоа знаење да го покажеме и да докажеме дека да, кадарни сме да работиме со една екипа како што е екипата на Вардар моментално во случајов со Аце Станковски. Јас ова го кажам затоа што сакам да му дадам поддршка и на некој начин да иницирам да од нашата тренерска организација да го заштитиме квалитетот во тренерскиот кадар кој што Македонија го поседува. Зборам за ракомет.
Во последниот дел од разговорот ќе зборуваме за вашата работа со младите категории, со вашата ракометна школа и дел од кампот на Кирил Лазаров. Сега ќе го видиме разговорот со Гордана Нацева, спортскиот директор или председателот на женскиот ракометен клуб Вардар, и се враќаме назад во студиото. Македонскиот женски ракометен првак Вардар 4-та година поред е на завршниот турнир. Целта која имаше нашиот првак пред почетокот на сезоната во Шампионската лига е остварена. Сега сите сакаме повеќе, сакаме финале. Тоа би било чекор повеќе во однос на она што го постигнувавме досега и сигурно дека сакаме нов трофеј и повторување на успехот на екипата на Кометал Ѓорче Петров. Со мене овде во салата во спортскиот центар Јане Сандански е председателот на клубот Гордана Нацева. Нацева, честитки за успехот, за новиот успех на Вардар, за остварената цел и пласманот во Будимпешта. Беше ли тешко да се дојде до Унгарија, до завршниот турнир, особено што Митјелан се покажи во реваншот како исклучително тежок противник? Да, добро вечер, благодарам за честитките. Голем успех за нашиот тим. Кога не го гледам над преварот само завршниот, дали беше тешко и лесно, меѓутоа имавме една сезона прилично, да речам, различна, од еден добар фуриозен почеток до малку проблематичен период и сега завршуваме на крај со надпревар од кој ќе треба дефинитивно да се извлечат поуки, меѓутоа размислував дека некогаш е подобро да успееш да си незадоволен од играта, отколку да си играл брилијантно, а не си остварил целта. Значи тоа е моето чувство за оваа утакмица. Значи добро е што се пласираме, ќе има простор за корекции, за што треба да се подобри во нашата игра, меѓутоа најважно дека Вардар успеа да се пласира по 4-ти пат и дека сме единствени заедно со Будуćност на кои тоа им појде од рака, така да во наредните 3 недели ќе имаме доволно време полека да се подготвиме за финалниот турнир во Будимпешта. Покажа овој меч дека Вардар, како и во текот на сезоната на надпреварите во Лигата на шампионите, има успони и падови. Знаеме да се вивнеме многу добро, меѓутоа ова беше и меч во кој двата тима има многу грешки во играта, како во нападот, така и во одбраната. Може ли, има ли простор да се поправи тоа? Дефинитивно има простор и ќе мора да ги поправиме и впечатокот, и грешките, и односот кон надпреварот, кон противникот, доколку сакаме чекор повеќе во Будимпешта. На моменти делува и двата тима како почетнички тимови и како да не е ова Лига на шампиони. Некојаш можеби гледачите ќе речеа Вардар прерано се пласираше или таков впечаток оставаше тимот, меѓутоа со она искуство што го имам, велам дека екипата почна во грч. Тие ниту еден момент не го подценија противникот. Ги знам девојките, присуствувам скоро на сите тренинзи во одреден период од тренингот и знам со колку желба се подготвува и сериозно го сваќа. Самите знаеа дека тоа се веќе сериозни играчи, зрели играчи, имаат многу тешки надпревари и знаеа дека не очекува лесен противник и лесен надпревар. Така да не верувам дека тоа е подценување на противникот, мислам дека едноставно тоа е тој грч кој ни се случи сега. И велам подобро е сега отколку на првиот надпревар во полуфинале, за кој сметам дека еве во вторник ќе ја видиме жребката и ќе видиме кој ќе ни биде противник. И се што ни се случуваше во овој период од годината, од добра игра, преку проблематични моменти што ги имавме со Будуćност дома и со Мец таму, значи од сето тоа, вклучително и со овој надпревар, да се, бидејќи мудриот извлекува поуки од поразите, и тоа е чекор до следна победа, така да мислам дека има што да подобриме во нашиот тим, има потенцијал Вардар и верувам дека во Final Four се е можно. Може ли Вардар конечно да стигне до тоа финале, до тој трофеј во Лигата на шампионите, она што го посакуваме од времето кога Кометал Ѓорче Петров го освои трофеот? Бевте дел од тој тим како играч, сега како дел од раководната структура на женскиот шампион на Македонија. Јавноста сака сепак чекор повеќе. Лани извлековме, претпоставувам, поука од оној меч во Будимпешта и сега се надевам дека сме позрели, посилни. Сте. Ние кога ќе анализираме нашата игра и нашето учество на Final Four, имаме 3 различни моменти. Првиот со
прв надпревар, односно прво наше учество на Final Four, практично не делеше од финалето еден гол. Значи ние на продолжетци изгубивме со Будучност. Го загубивме надпреварот. Потоа имавме еден дебакал неочекувано минатата година со ЧСМ. Си велам што е можно да не изненади веќе во Final Four-от. Што би можело да биде? Непредвидлив е спортот, затоа е толку убав. Ракометот е, можеби субјективно, меѓутоа еден многу убав спорт. Многу спорт кој бара многу трпение, многу концентрација, спроведување на тактиката. Велам, се надевам дека ќе извлечеме поуки од сите. Во последниот Final Four дека нема да влеземе така во надпревар, да не се случи оној кошмар што ни се случи со ЧСМ. Продолжеците со Будучност дека и тогаш да бидеме силни во продолжеци дека можеме да се пласираме во Final Four. За мене е важно дека ние успеавме да се пласираме таму. Важно е дека сите девојки се здрави. Имаме еден подготвителен период во рамките на регионалната лига кој ќе го искористиме, бидејќи ни доаѓаат овде и Крим и Будучност 2 недели пред заминувањето. Значи сето тоа ни оди во прилог, што го немав минатите години за подготовка, ни оди во прилог дека Вардар добро ќе се спреми. Јас верувам во тоа, верувам во девојките, верувам во стручниот тим и конечно се надевам дека би можеле оваа година да играме едно финале. Пак ќе речам, се согласувам со констатацијата дека Final Four-овите во сите спортови се 61 минути. И конечно е ред Вардар да ги одигра најдобрите 60 минути во полуфиналето, а потоа веќе финалето е и среќа, и екстра мотивација, и да се погоди денот, така да верувам дека едни добри 60 минути, меѓутоа први да бидат во Будимпешта. Покажа Вардар зрелост низ настапите сезонава во Лигата на шампионите и покрај тие успони и падови во играта, покажа дека овој тим има сила и капацитет, има и карактер победнички, па дури и менталитет нормално, затоа што се покаже и на овој надпревар со Митилан во двомечот. Еве и во второто полувреме на мечот овде во Скопје имавме еден страутен пат на почетокот, меѓутоа екипата се врати, направи пресврт. Може ли сето тоа да биде искористено во позитивна насока во Будимпешта? Кога велите направи пресврт, морам да кажам дека на крилата на публиката. Ми беше страв кога дојдоа до 4 разлика. Мислам дека има и 4 или шанса за 4. Така дека кај мене се создаде еден немир, да речам. Меѓутоа екипата вистина се врати со извонредно бодрење на нашите навивачи, на нашата навивачка група, луѓето кои дојдоа да не бодрат и покрај тоа што е празник и доста наши навивачи се надворот. Мислам си го прославуваат празникот, како и да е, се вративме во надпреварот. Она што велите дека има потенцијал, Вардар можеби на хартија недобриот тим. Заедно со, велам, би рекла, Гер. Меѓутоа, едно е теоријата, друго е она што треба да се одработи на терен. Мислам дека и самите ние и тренерите веќе изненадуваме со одредена стратегија и тактика. Например, 5-1 играта во Данска. Лакрабена на среден бек исто така се покажа кога требаше да ја замени леки, бидејќи беше леки одсутна од тренинзите. Значи тоа се покажа како добро. Сара Ристовска одлично ја замени кога требаше, на Јока и требаше одмор, Сара помогна. Чова исто покажа еден потенцијал, значи денеска и Чова и Сара беа едни од подобрите стрелци, сакам да кажам. Значи има потенцијал Вардар и се надевам дека во вистинскиот момент ќе го покажеме тоа. Нацева, благодарам за времето одвоено. Се надевам дека ќе се радуваме сите во Будимпешта на триумф на пехарот од Лигата на шампионите. Тоа би било извонредно завршување на сезоната на Вардар и тоа би било реализирање на конечната цел на клубот. Благодарам уште еднаш за времето. Почитувани, македонскиот женски првак Вардар е повторно на Final Four турнирот во Будимпешта, уште еден успех, четврти пат поред. Јавноста, играчите, раководството, сите ние посакуваме трофеј во Будимпешта и повторување на успехот кој го имаше Македонија преку кометал Ѓорче Петров. Ете, Нацева се запраша дали нешто може да не изненади четврти пат полуфинале во Лигата на шампионите. Може или не може? Само уверени се или не делуваат? Сега секој од противниците ќе се обиде да
да изнареде нешто како изненадување на тој полуфинален надпревар или за финалниот надпревар евентуално за да отствари победа и да дојде до посакуваниот пласман. Тоа ќе биде сега една тактичко надбудување. Кај екипата постои мотивација за игра, меѓутоа ќе идеме дали ќе успе да се справат со тој притисок на победници на Лигата на шампионите, затоа што ако во претходните 3 Final Four, онака кажано, во тие колоквиуми успева да го научат, да го учат предметот, да го спремат испитот, сега веќе нема што да учат, веќе треба да го положат испитот и да ја донесат титулата во витрините на Вардар како што е ветија. Дали ќе се подготват адекватно за тој предизвик во овие 20 дена, ќе видиме на завршницата од турнирот во Будимпешта. Имаат квалитет, имаат ростер на играчи кои што им дава за право да размислуваат победнички како освојувачи на Лигата на шампиони, меѓутоа сето тоа треба да го покажат и на терен со игра. Не ви недостасува тој дел од работата, имајќи в предвид дека имате многу поблагодарна работа во изминативе неколку години, работата со млади категории, вашата школа и дел од стручниот тим во кампот на Кира Лазаров. Колку тоа ви исполнува? Па, искрено да кажам, ми недостасува. Сега таква е ситуацијата во Македонија, јас некако сум на страна од овие, да кажем, главни настани работа во Суперлигата со некоја екипа, не знам што, тоа е веќе право на клубовите. Меѓутоа тоа не значи дека моето завршило и дека јас како тренер ќе се пензионирам. Иако доста се вложував во теков на мојава тренерска кариера да направам нешто за македонскиот ракомет, дури имаше моменти кога верував дека сум во права средина и дека моето знаење, моите размислувања, видувања за ракометот дека ќе можам да ги реализирам. Меѓутоа секогаш наидував на некој разочарување. Сега работам со млади категории во школата во Блаже Коневски. Не беше планирано, но така спонтано дојде да имам една мини група. Значи, најмладото детенце во таа група е 5 годинки, има и уште едно доста многу симпатично детенце, 6 годинки, и двајцата се некако ми се мене како маскоти на таа школа, со нивниот ентузијазам, желба, мотивација, сериозност кон работата, делуваат како некои возрастни, изградени играчи. И тука наоѓам задоволство затоа што имам и капацитет и знаење да работам и со таква возрастна група. Другата група е малку по-возрастна, значи се работи за деца од 11 до 13 години. Добро е што почнавме со 3 деца, веќе бројот на децата се зголеми преку 30-тина, интересот расте од ден на ден. Задоволството од работата кај нив е евидентно, а и од родителите, барем тоа што они го кажуваат. Независно од тоа, јас се трудам, значи, на секој тренинг со нив да им успеам да го пренесам моето знаење, да коригирам некои грешки во нивната техничка обука. Она што може да го кажам, а и што го видов работејќи на последниот камп кај Кирил Лазаров, дека македонскиот ракомет има иднина. Видов доста млади, талентирани деца, желни за докажување, желни за работа. Тоа возраст од 12, помеѓу 12 и 14 години, за кој што сметам и во една прилика му дадов една идеја на Кирил Лазаров како јас би ја правил таа селекција, како би ги надградувал тие деца во наредниот период. И сметам дека ракометот не треба да стравува од резултати, независно
што оваа репрезентација се подмладува и можеби во наредниот период нели некои од носителите нема веќе да ги гледаме. Ако некој стигне до полуфинале, тогаш ќе го надмине успехот на Владимир Глигоров. Седмото место со женската ракометна репрезентација останува најголем успех во историјата на македонскиот женски ракомет. Јас ви благодарам што бевте на Великден во недела попладне во телевизија Нова. Ви посакувам многу здравје и успех. Благодарам и вас на поканата. Благодарам. Останете со Индирект, следува информативното издание, а потоа се враќаме во студио. Наш гостин е големиот шампион Шабан